Се враќаме назад во студио. Време е за нашите гости во денешното издание на утринската емисија Дејница на телевизија Мега. Мои денешни гости се волонтерите од Општинската организација Црвен крст, но за поблиску да ви го представам нашиот разговор денеска, да го проследиме најпрво прилогот кој што го подготвивме, потоа ќе се вратиме во студио и нормално ќе тече разговорот. Во рамките на редовните активности на Црвениот крст се имплементира проектот Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности. Спроведувањето на овој проект има 20 годишна традиција. За цел има да се промовира културата на диалог. Во овој проект учествуваат 1200 младинци на ниво на државата. Во нашата општина учествуваат само 30 младинци. Овој проект е поддржан од Меѓународниот комитет на Црвен крст. Преку овој проект младите луѓе имаат можност да дискутираат и да разменуваат мислења околу хуманите вредности кои веќе се воспоставени и оние кои допрва треба да ги воспоставуваме како општество. Ние како дисеминатори заедно со менторите и коменторите да им објасниме повеќе за Црвен крст, односно да им се направи општа дисеминација за Црвен крст, како и да ги научат принципите по кои работи Црвениот крст во Македонија и надвор од Македонија на светско ниво. Во периодот на имплементацијата на овој проект, младите луѓе ќе имаат можност да научат како да се однесуваат при реализацијата на нови проекти и како ќе им помогне организацијата на Црвениот крст во нивна реализација. Промоција на хумани вредности е новиот проект на организацијата Црвен крст. Тука со мене се волонтерите на Црвен крст, Ангела Србиновска, добро утро, и Симона Митревска. Ви благодарам многу што ја прифативте поканата и токму денеска да дискутираме повеќе за овој проект кој ќе биде имплементиран тука во Битола помеѓу помладите волонтери на Црвениот крст. Симона, дали ќе можеш вака попластично да не кажеш за каков проект станува збор? Така, значи, Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности е проект кој веќе 20 години се имплементира во рамките на нашата земја, значи во Македонија. Инаку станува збор за проект кој основната цел му е регрутирање на нови младинци, волонтери кои понатаму ќе бидат дел од Црвениот крст и ќе бидат дел од самите активности на Црвениот крст. Исто така, една од нашите основни цели е да ги научиме тие младинци што всушност е Црвениот крст, кои активности ги прави Црвениот крст, која е основната мисија, визија на Црвениот крст и како понатаму ние, тие кога ќе станат волонтери на Црвениот крст, треба да ги почитуваат принципите и да се движат по тие принципи, бидејќи представува стварно еден одличен проект. Прво за нив лично се менува нивната рутина, а потоа и за нас како дел, како ментори, како дисеминатори од тој проект, кој се трудиме да вложиме колку што е можно за да има една младина стварно која понатаму ќе има капацитет за да просперира во нашата земја. Бидејќи младите луѓе доброволно доаѓаат во вашата организација Црвен крст и доброволно придуваат и работат на проектите, колку се заинтересирани младите луѓе од Битола? Има голема заинтересираност, особено последните 2-3 години, особено во овој проект, затоа што можеби добро гледаат дека ние навистина нешто правиме, дека е поразлично од она што му е секојдневно во нивниот живот и заинтересирани се за да се вклучат со нас заедно да работат нешто, да сменат во нивната дневна рутина. Што се опфаќа овој проект? Овој проект сепак проект многу голем збор, така да има и некои додатни активности. Така. Значи овој проект опфаќа првично 3 обуки. 2 обуки се од нашите дисеминатори Ангела и Тања и уште една обука од пехави инструктори, значи од Битола и од Прилеп се нашите инструктори кои го опфаќаат нашиот регион. Добиваат првични обуки за тимска работа, како се документираат всушност тие проекти кои тие ќе ги работат во текот на 6 месеци. Меѓутоа во тие 6 месеци се вклучени и овие обуки. Од кога ќе завршат 3 обуки, всушност следува проект, фаза на реализација на проектите, односно се прават мали проекти кои ќе направат одредена промена во заедницата. Може би интересно да се спомне дел од успесите на минатата година. Значи, минатата година имавме неколку големи настани. Традиционално, како секоја година, театарска представа која излегува крајот на февруар, почетокот на март.
Се берат парични средства, потоа се одбира една целна група. Секој се препорачува целната група, кога станува збор за целната група, да бидат група на луѓе кои имаат исти потреби и интереси, бидејќи можеме таму да помогнеме најмногу. Понатаму од кога ќе заврши тој период, сите проекти се документираат во посебна база на податоци, се испраќаат во Скопје, во централата, каде таму ги проверуваат сите тие проекти и врз основа на она што е направено се добиваат одредени оценки. Значи највисока оценка е 5 со сонце. Можам да ја надополнам Симона. 5 со сонце всушност значи дека овој проект е наш македонски домашен производ, односно тука е создаден, тука е направен за нашите млади со цел тука да ја научат нашата култура и нашите обичаи и работите што ние ги правиме за подобро младите тука да научат да живеат, а не да бараат да живеат надвор. Значи, тоа македонско сонце. Да, да. И сакав да ја надополнам Симона, откако ќе заврши овој проект, односно фазата на реализирање, документирање на проектите, постојат 2 финални работилници, односно тоа е онаа награда за младинците кои што ќе покажат нешто, ќе се потрудат, ќе направат нешто, оние што ќе добијат високи оцени, добиваат како награда работилница во Струга, 3-дневна работилница, на која што навистина многу ќе научат, многу познанства, нови нешта, нови работи, значи прекрасно нешто за младите кои што ќе успеат да стигнат до таа финална работилница. Откако ќе заврши работилницата, има пауза некој месец-два. Потоа во септември следува како завршна недела, односно 21 до 27 септември, е недела на овој проект всушност. Тоа е настанат од пред 4 години, се со цел да повеќе да се промовира овој проект за да се докаже дека навистина нешто младите прават. Бидејќи во последно време се повеќе се развиваат овие социјални мрежи, па виртуелно се собираат се повеќе младите, но вие успевате на некој начин уште активно, значи во тој физички облик се уште да ги соберете младите луѓе. Впрочем и вие сте млади луѓе. Колку време сте членови на Црвениот крст? Па јас веќе 5-та година сега од февруар. Ако се земе фактот дека сте средношколки, колку ова ви значеше во текот на вашето образование, во формалното и неформалното? Па искрено мене ми значеше многу и јас влегов баш преку овој проект во Црвен крст, ќе поминав и оваа фаза на обуките, на проектите, бев на финална работилница. И искрено сега да ме поканевте во емисија, јас немаше да идам, ќе ми беше срам да разговарам. Благодарение на Црвен крст, многу работи ми се сменија во животот, прво мене. Ги сватив вистинските вредности, ми се чини дека конечно сватив што сакам во животот, кои ми се целите и што навистина сакам да правам понатаму. Позитивно искуство во секој поглед. Многу често слушаме негативни критики, ви губите времето, одите за без веза, меѓутоа не е така. Значи, буквално ние волонтерите на некој начин му плаќаме кирија на светот, бидејќи сме тука дојдени за доброволно пред се, сакаме да направиме некоја промена. И се почесто гледам дека волонтерството почнува да се цени, не многу, меѓутоа се цени и се надевам дека сите младинци ќе сватат дека стварно се прави нешто, некоја промена, одредена промена пред се во нивните животи, а потоа и за општеството. Така да апелирам до сите млади да дојдат да се вклучат, бидејќи стварно има што да научат таму. Кој е твоето искуство? Моето искуство, всушност, јас сум негде скоро 2,5-3 години во Црвениот крст и јас влегов, всушност се приклучив на Црвениот крст преку овој проект. Сакав, но не знаев како, не знаев што всушност работат таму младите, дали работат, да не е само времето за џабе поминато. Всушност овој проект научив многу, затоа што овој проект не е онаков класичен проект, како што обично родителите и повозрасните мислат дека е проект само напиша, направен, презентираш и крај како на училиште. Овој проект е всушност онај дел каде што младите, вклучени од 13 до 17-18 години во овој проект, се содруваат директно со животот, директно со оние потреби, директно со оние работи што навистина ги прават луѓето повозрасните во животот.
тогаш можат многу да научат повеќе отколку во образованието, затоа што таму се учи некоја основа, но тука всушност се учи на вистинското што ние правиме во животот и како можеме да се снајдеме сами без некој да биде позади нас. Бидејќи овој проект го носи името промоција на хубави вредности, и го имавте споменато и во текот на прилогот кој што го проследивме, културен диалог. Знаеме дека Битола е композиција од многу националности, место каде што се содруваат, раскрстуваат религиите и сето тоа, имаме се, шаренолики сме во Битола. И сега, тој културен диалог, иако во светот можеби е надминат, веќе не се смета бидејќи тоа е сосем нормално, сепак нашиот балкански менталитет малку назадува. Така. Имаме тенденции да одиме напред во секој случај, но како го имплементирате да биде позитивно тоа културен диалог да се постигне? Всушност овој проект баш оваа година, како неофицијална цел на овогодинешниот циклус на ПХВ е промоцијата, односно мирот и толеранцијата во општините, во градовите, сегде каде што се имплементира овој проект, но ние во Битола мислам дека немаме толку голема потреба да донесуваме мир, затоа што ние години уназад не имаме мир, ние имаме заеднички живот, ние живееме без разлика, затоа што тука има многу и роми, и турци, и власи, но сепак сите, и албанците, и македонците, сите сме заедно, исто сме. Никогаш не се делеле како во некои други градови во Македонија. Значи, во тој дел каде што се младинците има од повеќе националности млади луѓе. Баш. И позитивно е тоа што има нагорна линија тој соживот. Но дали соработувате со останати организации надвор, размена, сето тоа? Значи се соработува со останати организации и со наши организации во Битола и со надвор од Битола организации. Првенствено, основна цел нас, која веќе почна негде од летото на миналата година, сакаме да направиме една мрежа помеѓу сите клубови на млади кои се од Црвен крст, значи во низ цела Македонија. Полека сме на убав пат, моментално имаме значи добра соработка направено со неколку градови. Можам да ги кажам Неготино, можам да ги кажам Велес, кои секојдневно има нешто ново, значи се раѓаат нови идеи за нови проекти, за нови активности меѓу овие два градови. Правиме размени често и покрај тоа што се директно од организацијата, често се случува и да приватно, значи да се дружиме, да правиме одредени активности. Супер можност и останалите организации кога ќе се вклучат во нашите активности во реализација заедно со нас. Со скоро сите невладини организации од нашиот град добро соработуваме. Така да се надевам дека и во иднина ќе продолжи тој тренд, дека ќе бидеме препознатливи ако ништо друго, пошто реално тоа е единствениот факт. Јас мислам дека што кон нас, кон волонтерите од Црвен крст се гледа, значи без доволно информации и многу често знаеме да добиеме некоја навреда, да бидеме исплукани, ама сето тоа е челичење. Баш така. Затоа всушност е нашето мото да бидеме она што сакаме да го видиме во светот. Ние да бидеме први тие што ќе направиме промената, за да видат дека и другите нешто тука се случува, дека ние нешто тука правиме, дека ние не сме тука безкорисни, дека навистина има млади кои што можат многу да придонесат за нас, лично за нив и општо за нашиот град и за нашата држава. Како што вика Бернард, што биде промената што сакаш да видиш во светот. Точно. Да се навратиме и сега на активностите кои што ги имате, значи во Црвениот крст. Јас барем познавам мноштво на млади луѓе кои се дел од оваа организација. Во текот на годината реализирате бројни активности, но кај дел од населението станувате познати по тоа по крводарителските акции. Сега, не е само тоа.
Значи, според вашиот статут на работа, имате повеќе манифестации кои што ги организирате активности, кои што се поддржани и од културните страни во градот и настрана, како што спомнавте, и театарската представа, оние семинари, работилници, сето тоа. Па иде малку по пластично да го кажеме сето тоа, за можеби во иднина некој сака моментално што не гледа да дојде токму кај вас. Значи, пред се организирани сме во клуб на млади. Тоа е клуб на волонтери кои имаат право да волонтираат, значи деца некои од основно оделение па се до 30 години. Основната цел ни е всушност да помагаме и да бидеме амбасадори на хуманоста. Покрај основните активности кои произлегуваат од самите волонтери, имаме и официјален календар на активности, односно секој месец има одредени активности кои ние на некој начин наметнато дека мора да ги реализираме. Всушност станува збор за недели на некоја активност. Сега пример актуелна е неделата која доаѓа од 21 до 27 февруар. Станува збор за недела на срцево-садовни заболувања. Се подготвуваат неколку работилници и штандови низ градот. Ки имате можност да не проследите, се разбира. Покрај тие активности се разбира многу повеќе ги вреднуваме, односно се насочуваме кон оние активности кои ги прават, кои произлегуваат од самите млади. Се насочуваме кон пишење на проекти кога сме веќе кај крводарителството. Точно е дека не препознаваат најмногу по крводарителството. Можам да кажам дека од 2015 отворен официјално клуб на крводарители, односно клуб 25 во Битола, во кој можат да членуваат сите оние граѓани. Всушност замислата е до 25 години да се даруваат 25 пати крв. Меѓутоа со нашите закони на 4 месеци машките, 3 години, 4 месеци женски, 3 машки, не може да се постигне тоа. И затоа сменете малце формата, односно сите оние кои сакаат да бидат потенцијални крводарители или веќе се крводарители од 17 години па се до 30 години имаат право да бидат дел од тој клуб. Тие волонтери кои се дел од тој клуб вршат мотивации по средните училишта и факултетите, ги мотивираат останатите кои сакаат да даруваат крв, кажуваат што е крводарителството, ги посетуваат крводарителските акции и мислам дека е супер можност што бидејќи сме трет град во цела Македонија кој го има овој клуб, значи го имаме ние, Охрид и Црвен крст на град Скопје. Едноставно, всушност и самата идеја произлезе од град Скопје, бидејќи таму беше централното седиште, па видува дека се интересира крводарителството и стварно сакаме да го работиме и по нивна иницијатива се отвори и кај нас. Можам да кажам дека клуб 25 стварно работи супер, дека ги поддржува сите активности дури и на клуб на млади и дека сега се насочува и тој клуб да прави останати активности, не само да биде првична цел всушност ќе биде крводарителството, меѓутоа преку различни семинари, меѓу различни игри да стигне до таа промоција. А кога веќе ќе спомнав семинарите, можам да кажам дека изминалата 2015 година стварно ги исполнавме со многу семинари, многу млади волонтери обучени за одредени теми, многу млади вклучени во креирање на стратегија на млади на Црвен крст, бидејќи една стратегија ни трае 4 години, во 2016 треба да излезе нова стратегија на млади и директно бевме вклучени во креирање на активностите, на плановите за таа стратегија и супер можно што ни се даде прилика и нас како волонтери да се вклучиме и да кажеме што нас не е потребно, каква промена сакаат младите и што сакаме да се смени всушност и во нашите општински, а и на национално ниво. Што се однесува до опишувањето на проектите, бидејќи така може да се имплементират нечии идеи, да се покренат активности кои што досега не биле покренати во градот воопшто. Со какви, дали младите доаѓаат со идеи? Сакам да правам проект за позелена Битола или не знам, да имам библиотека отворена, јавна библиотека, нешто во таа смисла. Всушност да, доаѓаат многу млади со многу различни идеи, со многу интересни идеи. Секако не е баш едноставно да се напише, да се направи еден проект,
па се и да се изреализира. Како што спомнавте за една библиотека, ние минатата година, токму преку овој проект ПХВ, отворивме една библиотека, школска библиотека во село Могила, во училиштето, која што навистина беше многу добар резултат за она што младите го работат, за она што младите како идеја го донесоа и го реализираја, успеа да придонесат нешто што навистина му треба на другите млади, исто како што се и тие. Само да ја надополнам Ангела. Проектот стварно е тешко да се напише, бидејќи има и буџетски рамки, има и одредени цели и сите тие работи, меѓутоа многу потешко, односно заглавуваме кај барањето на донатор. Не сите се расположени за донација, не сите сакаат да го финансираат тој проект. Некако организација колку е можно стварно помагаме, меѓутоа нас целта не е да го финансираме тој проект, туку парите од тој проект да ги намениме за нешто навистина што е потребно, дали било за градот, дали било за одредена целна група. Така да имаме проблем стварно со донаторите, моментално работиме на неколку проекти. Уште некои ситници ни фалат, така да знаат дека ги посетиме кај да. Парите, ако се гледа реално, се реален предизвик на секоја организација, но бидејќи кои се вашите најголеми подржувачи? Тука општината ве. Значи првично најголеми подржувачи сме се самите. Самите ние. Да, самите ние. Пред се, значи морам во оваа прилика да ги спомнам и нашиот координатор на млади Виктор, кој безусловно ни дава поддршка на нас младите и тука секогаш за да инициира тој идеи да ни помогне во текот на реализацијата. Исто така нашата секретарка Ангела, која мислам дека од кога веќе почнавме заедно да работиме со неа, стварно си има многу идеи, не само за проектот, туку и за активности и редовно сме поддржани. Ако ништо друго, ние како млади ги поддржува нашите идеи и ставови и знај дека секогаш можеме да успееме. А кога станува збор, значи исто така имаме поддршка од локалната самоуправа. Постојано ни излегуваат во преспред, значи општината. Исто така тука се општина Могила, општина Новаци кои не поддржуваат, Кромберт и Шуберт, Битолска млекара, Графопром, Барчаршија, Радост, нешто не знам дали имам прескокнато. Значи ги има доста. Да, нека изминат стварно, ама ги имаме поддршка стварно за големи работи. Така да сега на 17 март треба да имаме свечена академија, повторно за крводарителство, бидејќи тогаш е и денот на крводарителството во Македонија, а и денот на основањето на Црвен крст во Македонија. Така да тука сите тие донатори се вклучуваат, помагаат колку што е можно и понатаму и ние се заблагодаруваме, се разбира, на тој настав. Дали има тенденција младите луѓе да ви се приклучат од тоа да расте бројот на волонтери? Ангел, сакаш? Па оваа година особено е навистина многу зголемен бројот на волонтери, на млади луѓе кои што навистина гледаат дека ние нешто правиме, па се вклучуваат. Но јас би сакала да ги поканам сите млади, сите оние кои што навистина имаат време, кои што не знаат што треба да прават, што да прават, затоа што не е она само како што се навикнати младите да речат леле нема што да се прави. Секогаш има што да се прави, но со добра волја секогаш можат да ни се приклучат. Може да каже Симона како можат да пристапат до клубот на млади, до Клуб 25, до самата организација, кај нас се секогаш добре дојдени и секогаш ќе видат добро примени. Како да го направат дој прв чекор? Така, значи секој четврток во 19:30 часот имаме редовни состаноци на Клуб на млади. На тие состаноци, покрај тоа што има на секој состанок нови волонтери и стварно позитивно, се дискутира за одредени активности, планови за во иднина, кои ни се планови, какви активности сакаме да реализираме, се дискутира за кампови, за семинари, за одредени други активности. Доаѓаат во Црвен крст, не мора на тој состанок, значи секој работен ден од понеделник до петок од 9 часот до 3 во просториите на Црвен крст пополнуваат пристапница, значи ќе остават нивните податоци. Понатаму ние ги контактираме, му кажуваме за активности, сите тие работи. Само сакам да ја дополнам Ангела во делот за волонтери, годинава стварно е посебна година, бидејќи ако до претходно сме работеле активно 30 волонтери, моментално сме дуплирани и баш пред некој ден
ги преброивме, пошто правиме статистики, стигнахме до бројка од 99 волонтери. Стварно завидна бројка. Мислам дека ни една организација не располага со толку многу волонтери кои знаеме дека во секој момент кога и да го побараме, можеме да сметаме на нив, дека се активни и дека она што го работат навистина го работат со голема желба и сакаат да помагаат. И би сакала да ја надополнам Симона, дека не само што е зголемен бројот на волонтери, дека нашиот регионален координатор од Велес, кој што нас не води, всушност бевме многу пофалени дека не само што е зголемен бројот на волонтери, дека тие истите волонтери со самото влегување придонесоа уште поголема позитивна енергија и направија многу повеќе и можеме да кажеме дека во изминатиот период можеби бевме еден од најактивните клубови, односно најактивната организација која што навистина правеше нешто корисно и многу позитивно. Да. Девојки, јас ви благодарам многу за вашето гостување во утринската емисија Деница на телевизија Мега. Ви посакувам многу успех, па да се гледаме во наредна прилика со некои нови проекти, нови идеи, со нешто убаво. Благодариме на поканата. Почитувани, ние одиме понатаму со утринската програма.